празните на Биби! Враќање во оазата на диносаурусите. Беше прекрасно, сончево саботно утро. Биби, току-што се разбуди, си ги изми лицето и забите, се облече и појде на кај прозорецот да види дали Боби е веќе надвор. Кога? Какво изненадување! Па тоа беа Даро и неговите родители. Јеј! Зази! Па ние имаме гости! Не, овој пат вие ќе дојдете кај нас на гости. Дојдовме да ве земеме со нас во оазата на диносаурусите. Да не земете со вас? Навистина? Навистина. Здраво, Биби, здраво. Зази, ќе ни дојдете на гости. Дали може да дојдат и Боби и Зина? Ве молам. Да, се разбира. Сакам гости. Ќе одиме во оазата на диносаурусите. Јеј! Така, сите заедно се упатија кон волшебната планина, во чие средиште беше скриена оазата на диносаурусите. По речиси 2 часа, веселата дружина се приближи до волшебната планина. Биби и Боби едва и чекаа да ги видат другите диносауруси од оазата. А Зази и Зина, па се разбира, тие едва и чекаа да прават палавштини со Даро. Зази, Зина, фатете ме. Не можете. Не. Всушност, Даро, Зази и Зина почнаа да прават палавштини уште пред да пристигнат во оазата. Биби сакаше да им каже да се стрпат уште малку. Остануваше уште да поминат низ тунелот што водеше до внатрешноста на планината. Но, во тој миг... Леле! Тоа беше земјотрес. Многу силен земјотрес. Почнаа да паѓаат камења, да. А мајката и таткото Диплодокус ги засолнија Биби, Боби, Даро, Зази и Зина. Дури и Биби се исплаши. А вие знаете колку е Биби храбра, нели? Кога се смири тресењето, сите побрзаа да видат дали е се во ред. Но, кога стигнаа до тунелот, што да видат? Влезот во тунелот беше затрупан со куп огромни камења. Што се случило овде? Каде исчезна тунелот? Што? Мамо? Тато? И од каде доаѓа тој чад? Нели планината беше изгаснат вулкан? Нели рековте така? Вулканот е изгаснат, но никогаш не се знае. Може да е само заспан, па да се активира, но можеби и нема. Се надевам дека нашите пријатели диносауруси се добро. Многу сум загрижена. Верувам дека се е добро, верувам. А и ние ќе смислиме нешто, нели, Боби? Да, така е. Силниот Боби ќе ги тргне камењата како од шега. Еве, гледај, Биби, гледај и ја чуди се. Тешкичко е. Камењата беа многу големи и тешки. Сите заедно успеа да го поместат само најмалиот камен. Во меѓувреме, Даро се пробиваше помеѓу камењата, обидувајќи се да стигне до тунелот кој води во оазата на диносаурусите. Тесно. Зази, Зина. Помош, бргу. Браво, Даро! Браво и за Зази и за Зина. Тие успеа да се пробијат до тунелот и побрзаа да видат што се случува во оазата. За среќа, во оазата на диносаурусите се беше во најдобар ред. Освен што, другите диносауруси беа мощно загрижени за чадот што излекуваше од едно место во земјата.
а беа секако и малку исплашени од силниот земјотрес. Даро им објасни што се случило, дека влезот од тунелот е затворен. И кога го слушнаа тоа, диносаурусите побрзаа да помогнат да се расчистат камењата. Но, Даро, каде е Даро? Даро! Леле, и Зази и Зинап, па ние не забележавме дека ги нема. Каде сте? Уште малку ни недостига, а да имаше уште некој да турне. Пуштете мене! Јеј! Зази, Зина, Даро, па вие сте биле внатре! Јеперипи! Храбриот Даро и храбрите зазулчиња! Јас храбар. И така, тунелот повторно беше проден, а работите во оазата на диносаурусите полека, но сигурно се враќаа како што беа пред земјотресот. Веќе немаше чад, сите беа весели, а Биби, Боби, Зази и Зина си поминаа еден навистина незаборавен викенд. И така, другарчиња, дојдовме до крајот и на оваа сказна. Еј, леле, ке заборавев! Даро беше награден за неговата храброст со посебен медал кој му го додели најстариот диносаурус во оазата, дедото Трицератопс. Благодарам. Ете така, значи, дојдовме до крајот и на оваа сказна. Довидување, драги другарчиња. Се гледаме повторно во следната сказна. Ве сакам! Сонце силно свети, пушта зрак. Денот убав е, ајде сите со мене. Другарка ваша Биби е. Ајде кажете, дали е најважно од се другари да имате или не? Денот убав е, ајде да си играме. Другарка ваша Биби е. Yeah.
чувам и си чувам риби. Боби, Боби, другар ми е прв како другара, не е како црв. Јас сум Биби, каратистка главна, книги читам и често сум гладна. Најна едната ви кажам треба, многу сакам друштво, забава и време. Јеј, јас сум ваша Биби, јеј. Ајде брзо да си играме. Јеј, јас сум ваша Биби, јеј. Ајде сега да запееме. Јеј, јас сум ваша Биби, јеј. Ајде заедно да учиме. Јеј, јас сум ваша Биби, јеј. Ајде да си другаруваме. Јеј. Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата Н. Добар ден, другарчиња. Денеска ќе учиме буквата Н. Ајде да ги погледнеме големата и малата буква Н. И сега да видиме како се пишуваат. Малата буква се пишува сосема исто како и големата. Ете така. А сега на буква. Може? Погодуваме предмети, појави, животни, растенија и имиња на луѓе на буквата Н. Н е за Никола, Наташа, Наум и Николина. Тоа се деца од нашето одделение. Да, така е. А Н е и за животните. Носорог, ној и невестулка. Чекај. Мислиш невеста? Не, Боби, невеста си е невеста, а невестулка е едно малечко животно од родот на коните. Да, знам, еве, сега го гледам, да. Во ред, извини што бев неук. Не беше неук, Боби, напротив, ти сакаше да научиш нешто ново, нели? Биби, колку зборови на Н кажа во една реченица. Ти си неверојатна. Ќе бидеш одличен научник кога ќе пораснеш. Може би. Јас ја сакам науката. Но, ајде да погодуваме и други зборови на Н. Например, делови од телото. Нос, нога. Или растенија. Нарцис, нане и невен. Добре, доволно. Има многу, се изморив. Може ли да играме препознаја буквата? Може, ајде. Другарчиња, каде во зборовите што ги означуваат овие нешта ја има буквата Н на почетокот од зборот, каде во средината од зборот, каде на крајот од зборот и каде и на почетокот и во средината од зборот? Може јас прва. Да. На почетокот од зборот ја има буквата Н во нож, ножици, ноќ и накид. Мене ми остана потешкото. Но знам дека во средината на зборот ја има во панда, а дури два пати ја има во ананас и банана. Џиперипи! Сега јас ќе ти кажам. На крајот од зборот ја има во паун, лимон и авион. Да. А на почетокот и во средината ја има во нинџа. Така е. А ние, другарчиња, дојдовме и до крајот на ова видео. Гледајте не повторно во следното видео. Биби и Боби ги учат најмалите. Во кое ќе учиме буквата Њ. Не. Па ние немаме ниту еден македонски збор на таа буква. Може би, но ја има во средината и на крајот од повеќе зборови. Сепак, затоа ќе зборуваме во следното видео. Довидување, другарчиња!
Светот на Биби! Моите омилени места. До Иранското езеро. Здраво, другарчиња! Добре дојдовте во приказните за моите омилени места во Македонија. Во секоја епизода ќе посетуваме по едно место и ќе дознаваме различни нешта за него. Подготвени? Поаѓаме! Јеј! Денешното патување не носи кај до Иранското езеро, а тоа се наоѓа во југоисточниот дел на Македонија. До Иранското езеро е најмалото природно езеро во Македонија, додека другите две, Охридското и Преспанското, се значително поголеми и подлабоки од него. На север од езерото се наоѓаат планините Беласица и Боска. На запад се планините Дуб и Карабалија, а на исток Круша. Покрај западниот брег на езерото се наоѓаат и двете рибарски населби – Стар и Нов Дојран. Дојранското езеро е богато со автохтона флора и фауна, односно растенија и животни кои се настанати токму тука, во Дојран. Да. Во Дојранското езеро живеат мекотели, сунгери, црви, инсекти, потоа риби како сом, белвица, јагула, краб, црвеноперка и птици. Да, има и птици. И тоа како корморани, диви гуски, шатки, лиски, фазани. А некои безрбетници, како што се вилините кончиња и неколку видови птици, се строго заштитени. Инаку, не знам дали знаевте, но Дојранското езеро е најпознато по еден стар и заборавен начин на ловење риби. И тоа со помош на птиците корморани, кои ги бркаат рибите на кај специјални стапици, огради од трска, наречени мандри. Над дојранските мандри некогаш има и мали куќерки од трска, а можете да ги видите и повеќето места во езерото. Да. Тие си се сите заштитниот знак на Дојран. А ние, другарчиња, се гледаме повторно во следната епизода од моите омилени места. И уште нешто, не заборавајте, посетете ги омилените места во Македонија. И потоа, пратете ми ги вашите приказни и цртежи за нив и така ќе ми помогнете заедно да ја напишеме најубавата приказна за Македонија.